Се наближува датумот што го ветија или го прогнозира Ковачевски и Ахмети, крајот на октомври или во текот на ноември. И двајцата не ја прифаќаат понудата на опозицијата за лидерска средба. Во меѓувреме се разигра Груевски, стигна неговата кавгаджиска преписка со актуелното лидерство на неговата ВМРО-ДПМН. Уставни промени, експресни промени на кривичниот законник, амнестија. Во минатото издание на Тренинг гостин беше Антонио Милошовски, во ова издание гостин и мој соговорник ќе биде Сашо Клековски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Господин Клековски, дали е наповедок нова пресија врз опозицијата за обезбедување на потребното мнозинство за да се изгласат уставните промени? Целта е повеќе поделба во ВМРО-ДПМН отколку уставни измени. Јас повеќе пати нагласувам дека власта реално не се труди околу уставните измени. Во која смисла? Од францускиот предлог имаше една година која беше посветена на генерално на законите на Бехтел Јенка. Скоро воопшто не видовме кампања, убедување на граѓаните дека францускиот предлог е добар и сега дојдоа термините, се згуснуваат термините пред крајот на годината и власта сака да создаде впечаток дека нешто се труди да направи околу прашањето на уставните измени. Активирањето на некои валкани дилови мислам се гледа во носењето на кривичниот законник со класичен упат во кривичниот законник, во подготовката на кривичниот законник, што предизвика и повлекување на Blueprint коалицијата на граѓански организации кои учествуваа во тој законник. Господин Клековски, ВМРО-ДПМН инсистира председателските и парламентарни избори додадат во пакет, што е до има некаква логика од економска гледна точка. Меѓутоа, зошто е неприфатлива понудата за вас предвремени парламентарни избори веднаш ден по изгласувањето на уставните промени? Мислам дека ние неколку пати дававме предлози за надминување на политичка состојба околу уставните измени. Хрватскиот модел воопшто не беше ни одговорено. На лидерската средба имаше два предлога. Уставни измени со одложено стапување во сила и потоа избори и во спротивно прво избори, па потоа низа на мерки национални, политички, економски кои треба да обезбедат. Да, меѓутоа тоа не е во рамките на преговарачката рамка со Европската унија. Знаете веројатно дека и тоа е невозможна мисија што вие го предлагате како опција. Дали е возможно или невозможно, ке знаеме само ако се проба. Власта тврди дека е невозможна мисија. Ние велиме, дајте ние до вербата на избори и ќе се обидиме да го направиме тоа. Значи, сакам да потенцирам дека ВМРО-ДПМН е евроатлантски ориентирано и ќе направи се да стигне до преговори со Европската унија. Искрена намера или трик понуда е фрлената ракавица од Али Ахмети, гласете за уставни измени и дуј ќе се повлече од власт? Повторно, значи, на цврстиот став на власта дека нема да прифати ништо, ние дадовме два предлога. Во вториот и во првиот и во вториот предлог имаме една константа, а тоа е да дуј не учествува во владата. Значи, ама дуј го бира пакетот како им одговара нив. Ние сакаме да инсистираме на поинаков пакет. Значи, они барат да излезат од владата, па да има избори, ама да не бидат со одложено стапување во сила. Значи, ние надвор од тесно партиски подметнување сакаме да обезбедиме разбирање дека има бар малку добра волја на бугарската страна дека ова нема да биде еден зауден чекор. Значи, дека уставните измени нема да бидат еден зауден чекор. И тоа е во третиот пакет кој го понудивме. Значи, минимални отстапки од бугарска страна. Ние не бараме реципрочни мерки и внесување на македонци во нивниот устав.
Бараме да се испочитуваат неколку пресуди од Меѓународниот суд. Бараме да се покаже малку почитување на нашите ставови. Гледаме дека од другата страна се засилува реториката, посебно на Радев и Отева. И во таа ситуација сметаме дека најверојатно ние ќе се доведеме во следниот чекор да биде само вето, да се сами себе ветираме и да застанеме со процесот, бидејќи ќе дојдеме до барања кои ќе бидат комплетно неприфатливи. Каков е вашиот став во однос на можноста и шпекулациите дека Груевски би можел да се врати во земјава? Во светот помирувањето е повезано со два концепта. Правда и помирување или вистина и помирување. Значи, тој не може да постои без или да има правда, или без да има вистина. Бар да знаеме што се случило и зошто сме доведени во ваква состојба. Не може да има помирување ако се прескокнат тие две работи, пошто ќе останат меѓу нас лагите, невистините, не знам што све ќе остане меѓу нас, што понатаму ќе не повезира. Тоа е едната работа. Враќањето на Никола Груевски е, според моето разбирање, неизбежно, затоа што порано или покасно правните лекови во земјата ќе се исцрпат ако Врховниот суд се смилува да постапува по нив и Меѓународниот суд ќе има само една можност да пресуди, а тоа е дека важат амнестиите од председателот Георги Иванов. Меѓународниот суд веќе има судска пракса во случај на Словачка, а и Врховниот суд на Грција се повикува во неиспоручувањето на двојца македонски разузнавачи пребегнати во Грција на амнестијата на Георги Иванов, председателот Георги Иванов. Видите, неизбежно е враќањето на Никола Груевски дома. Дали стравувате дека екс-премиерот и поранешен лидер на партијата може да создаде нов расцеп во партијата? И нова поделба? Јас мислам дека Никола Груевски никогаш нема да тргне против ВМРО-ДПМН. Но дали актуелното раководство е подготвено да го прими назад Груевски? Раководството ќе се искаже. Мојот животен став е дека кога ќе замените од функција, треба да го почитувате новото раководство. Јас сум бил 18 години директор на една организација. И дента во 2011 кога ми престана мандатот и кога имаше нов директор, јас го почитувам новото раководство. ВМРО-ДПМН има органи, има начин на организирање и легитимно организирање и функционирање. Отфрлено ви е барањето како опозиција за лидерска средба. Што е следниот чекор на ВМРО-ДПМН? Да ја прифатите реалноста дека идната година ќе бидат редовни председателски и парламентарни избори? Значи, види, ние сме тука каде што сме затоа што нема политички диалог во земјата. Затоа беше и Пржинскиот договор. Тоа беше на барање на СДСМ. Види за колку кратко време на ВМРО-ДПМН му требаше до тој момент да стигне 10 години да стане непомислена и авторитарна власт. Сега на СДСМ им треба два пати помалку да стигне до точката на каде што одбиват политички диалог, каде што има комплетна протогеризација на комуникациите со јавноста, на анкети, каде што се стават знаменциња на европски на било кој закон, каде што се прават упади во закони кои доведоа да една пролева групација на граѓански организации излезе од подготвување на кривичниот законник. Значи, следното веројатно ќе биде да излеземе од парламентот. Предпоставам дека тоа ќе се случи ако насилно се турка законот за амнестија, кој тргна од една банална идеја да се амнестираат ковид осудените за прекршување на ковид мерки, а сега гледаме дека стана мерка каде што власта турка своји агенди. Председателот Мицкоски најави и денови поточно изјави дека околу 20 имиња се сондираат околу можни кандидати за иден шеф на државата.
Дали Сашо Клековски е можен кандидат за председател на државата? Точно е дека ВМДПМН во моментот прави анкети за расположението на граѓаните. Процесот е во доста широка фаза, условно да кажам, бидејќи анкетите се истовремено и платформа на консултации. Бев прашан и да, вклучен сум меѓу 20 кандидати за кои во моментот се врши сонтажа. И јас лично мислам дека многу по-ефективен ќе бидам на други позиции, меѓутоа останува да се види како ќе се развива политичката состојба во Македонија. Важно е слоганот на ВМРО-ДПМН, што е поважно, Мицковски да стане премиер или ВМРО-ДПМН да успее да формира влада, без разлика кој ќе влезе на Илинденска број 2, поточно кој ќе го замени Ковачевски. Како мислиш дека ќе има ситуација во која ВМРО-ДПМН ќе биде во владата, нема да има премиер? Ние сметаме на победа на изборите која ќе ни возможи самостојно формирање на влада. Наш префериран партнер за формирање на влада се опозицијските партии, значи без алтернатива и другите. Така да не гледам во која ситуација би можел ВМРО-ДПМН да учествува во влада, а председателот на ВМРО-ДПМН да не биде премиер. На крајот од овој разговор би сакал, бидејќи долго време бевте и во невладиниот сектор, ги анализирате сите актуелни случувања, да ми ја објасните формулацијата бугаризација. Нема да прифатиме диктат под бугарски диктат и бугаризација на државата. Значи, јас повеќе пати имам искажано дека и јас лично немам ништо против бугарите во Македонија. Напротив, јас имам колеги, пријатели кои се бугари, бугари од Македонија, бугари од Бугарија кои живеат во Македонија со децени и исто така важна голема група се бугарите од Бослеград и од источна Димитровград, трговиште од источна Србија. Значи има професори на медицинскиот факултет, имам колеги во мои поранешни организации и јас не гледам ништо лошо во бугарите во Македонија. За мене Пендиков не е бугарин, тој е криминалец. Обидите за формирање на двете последни издруженија комплетно фрлат во сенка дека во Македонија функционираат бугарски културни центри во Скопје, во Велес, во други градови кои не предизвикуваат такви контраверзи како што предизвикува здруженијата во Битола и во Охрид. Имаме и партија ГДУ која е со јасно пробугарски ставови и учествува на изборите. Значи, за кои права збориме, за кои неможности. Пред 20 на години може би има работев на стратегијата за Агенција за остварување на права на заедниците. Значи, сите заедници не споменати во Уставот имаат агенција само за нив. И египтјаните, хрватите и црногорците, например, беа многу активни преку таа агенција, заедниците нивни. Прашањето е сега зошто се бара ова промена и дали е последна промена. Ако го погледнете наивноста со која Зоран Заев влета во договор за добро соседство, дека се е решено, за отпосле да се случи дека ништо не е решено, станува јасно дека во Бугарија има една јасна живковистичка проруска антимакедонска линија која нема да престане да не уценува понатаму. Со постигнување на крајната цел, а тоа е да го постигнат истото што го постигна Грција. Временско и територијално разграничување. Временско дека македонци има по 44-та, територијално дека македонци има само во сегашна Македонија. Значи, ни и гледате нивните напори во Албанија да ја бугаризираат тамошната македонска заедница. Значи, таа струја, која е доста мокна, во која припаѓаат председателот и подпредседателот, нема да ги смени позициите. Со оној состав на комисијата и со тој председател од бугарска страна на комисијата за историја, јас сум сигурен дека ќе инсистираат на
бугаризација на оние што се херои за нас, а нив не им се толку важни. Има 1-2 месеци имаше бугарска анкета од парламентот спроведена нивна, кои се најважни бугари во историјата на Бугарија. Зборам од Аспарух наваму. За нив се најважни Левски и други јунаци. На листата од 20 други. Го немаше Гоце Делчев. За другите да не зборам. Само на едно место има пресек меѓу нивните, условно да кажам, херои и нашите, тоа се Кирил и Методи. Кирил и Методи начинно е веќе решен. Меѓутоа, ако они продолжат да инсистираат дека Гоце Делчев е бугарин, што ќе се случи, осим дека ќе признаеме дека пред 44-та ние сме биле бугари, во 44-та со одлука на Тито сме станале македонци. Мислам, тоа нема да го дозволиме. Слушајќи ве внимателно, заклучувам дека дури и ако дојдете на власт, дека нема да форсирате по секоја цена да го решите проблемот со Бугарија, бидејќи велите дека Бугарија не може да излезе од матрицата на живковизмот. Значи, за мене мала надеж е сегашната коалиција, што огромно мнозинство од провокациите што моментално се случуваат се од двојецот Радев и Јотова. Има мала надеж дека со ГЕРБ на Бојко Борисов и со промените продолжуваат на Кирил Петков има можност малку да се спушти топката и да дојдеме до условно кажам вразумување, да ја престанеме ова спирала на влошување на односите. Клековски ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Следете разговор со Сашо Клековски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН.